Второ послание на апостол Павле до Коринтијаните, 12 глава. Да се фалам нема полза, но ќе минам кон виденија и откровение Господови. Знам еден човек во Христос кој пред 40 години со тело ли не знам, без тело ли не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен до третото небо. И знам дека тој човек со тело ли или без тело не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен во рајот и дека чул неискажливи зборови, кој човек не сме да ги каже. Со таков човек ќе се пофалам, но со себе нема да се пофалам, освен со моите слабости. А пак, кога би посакал да се фалам, не би бил безумен, зашто би кажал вистина. Но јас се воздржувам, да не би помислил некој за мене повеќе отколку што во мене гледа или од мене слуша. И, за да не се превознесувам со премногу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатанин да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. Затоа 3 пати го молев Господа тоа да го отстрани од мене, но тој ми рече: достати е мојата благодат, бидејќи мојата сила се покажува потполно во слабоста. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости, за да се всили во мене силата Христова. Затоа уживам во слабости, во навредување, во маки, во прогонување, во тага за Христос, зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Фалејќи се станав безумен. Вие ме принудивте. Вие требаше да ме пофалите, зашто со ништо не сум подолен од над апостолите, иако сум ништо. Зашто знаците на апостолите се покажа меѓу вас во полно трпение, во знаци, чудеса и силни дела. Пошто останавте подолни од другите цркви, освен по она што јас не ви дотежнеав? Простете ми ја таа грешка. Еве, по трет пат се готвам да дојдам кај вас и пак нема да паднам на ваш товар, зашто јас не го барам вашето, туку вас. Децата не се должни да собираат богатство за родителите, туку родителите за децата. А јас на драго срце се ќе жртвувам и ќе се жртвувам себе за вашите души. Иако јас премногу ве љубам, вие многу помалку ме љубите. Но нека биде така. Јас не ви додевав. Само бидејќи итар ве добив на измама. Да не сум ве искористил можеби преку оние што ги испраќав кај вас? Го замолив Тит, а со него го пратив и еден од браќата. Да не ве исползува можеби Тит во нешто? Не одевте ли со издух? Нели по истите стапки? Одамна мислите дека пред вас се одбрануваме. Ние зборуваме пред Бога во Христос и сето тоа, возлюбени, е за ваше изградување. Бидејќи се плашам дека можеби кога ќе дојдам нема да ве најдам такви какви што сакам и дека и вие нема да ме најдете таков каков што сакате. Да не има можеби меѓу вас кавги, завист, гнев, гордост, раздор, клевети, озборување, горделивост, побуни, кога повторно ќе дојдам, да не ме понижи мојот Бог кај вас и да не треба да оплакувам за мнозина кои погрешиле порано и не се покајале за нечистотијата, блудството и срамот што ги направиле.